Секое соединение има свој назив и своја хемиска формула. Формулата означува супстанца и во овој случај таа ни кажува кои елементи влегуваат во состав на супстанцата. Формулата може да означува и една единка на таа супстанца и тогаш таа ни покажува колку атоми од секој вид меѓусебно се сврзале за да ја образуваат таа градбена единка. Хемиската формула на водата H2O ни дава податоци за супстанцата вода, односно дека таа се состои од елементите водород и кислород. Освен тоа, формулата ни покажува дека една молекула на вода е изградена од 2 атома на водород и 1 атом на кислород. Ова може лесно да го определиме ако ги погледнеме индексите во формулата. Така индексот зад символот на водород е 2, а зад символот на кислород нема број, што значи дека индексот е 1, односно дека има 1 атом кислород во една молекула. Валентноста може да ја определиме врз основа на валентноста на водородот, која е 1. Тоа значи дека водородот во своите соединенија е секогаш едновалентен, тоест атомот на водород може да се сврзе само со уште еден атом на друг елемент. Од тука валентноста на атомот кој е сврзан со атомот на водород ќе биде еднаква на бројот на сврзани атоми на водород. Во примерите, хлорот е едновалентен, сулфурот е двовалентен, а азотот е тривалентен. Значи, тука ќе имаме едновалентен, имаме 2 атоми на водород, двовалентен и тука имаме 3 атоми водород, значи азотот ќе биде тривалентен. Валентноста ја означуваме со римски број вака како што запиша веднаш над символот на елементот. Валентноста може да се определува и според кислородот, кој е секогаш двовалентен во своите соединенија. Во примерите, натриумот е едновалентен, бакарот двовалентен, а алуминиумот ќе биде тривалентен. Но како можеш ти ова да го определиш? Постои едноставна формула, односно израз, кој важи за бинарните соединенија, односно соединенија составени од 2 елемента, а тоа е дека производот од валентноста и индексот на едниот елемент мора да биде еднаков на производот од валентноста и индексот на другиот елемент. Според тоа, ако е позната валентноста на едниот елемент, може да ја определиме валентноста на другиот елемент. Во оваа формула големите букви А и Б ги означуваат символите на двата елемента, додека малите букви А и Б вредностите за валентноста. X е индексот на А и Y е индексот на Б. За да ти биде полесно пресметувањето на валентноста, запомни дека елементите од првата група се секогаш едновалентни, а елементите од втората група двовалентни. Знаеш дека јаглеродот во органските соединенија е секогаш 4-валентен, но постојат соединенија како например етин или бутан, во кои ако гледаме според нивните молекулски формули, јаглеродот не е 4-валентен. Така во етинот C2H2 јаглеродот е едновалентен, а во бутанот C4H10 валентноста на јаглеродот е 2,5. Заради тоа, валентноста се дефинира како број на хемиски врски што секој елемент може да ги образува. Секој јаглероден атом во молекулата на некој органско соединение е поврзан со 4 цртички со други атоми и сметаме дека тој е 4-валентен. За крај да ги определиме валентностите на хлорот и на железото во овие соединенија. Знаеме дека валентноста на елементите од втората група е 2, па според тоа калциумот ќе биде двовалентен. Ако го примениме изразот, ќе добиеме 2 за валентноста на калциум по 1 за индексот на калциум, ќе биде еднакво на Б, непознатата валентност на хлорот, по 2, тоа е индексот на хлорот. Од тука следува дека Б е еднакво на 1. Тоа значи дека хлорот е едновалентен во ова соединение.
Во вториот случај тргнуваме од познатата валентност на кислород, а тоа е 2. Да го примениме ова на изразот, ќе добиеме А, тоа е непознатата валентност на железото, по индексот на железо е 2, да биде еднакво на валентност по индекс за кислородот, тоа е 2 по 3. Од тука следува дека А еднакво на 3 и заклучуваме дека железото ќе биде тривалентно.